конечни резултати за локалните избори. Мицкоски со реакција за европскиот извештај. Потпишан договорот за тунелот на коридорот 8. Уништена небезбедна храна во Скопје. Бугарија подготвува продажба на Лукойл. Рама, НАТО е подготвен за Русија. Москва предупредува за Калининград. Светските лидери во Белем за климатските мерки. Сеурна конструкција во електрана во Јужна Кореја. Народна банка, инфлацијски притисоци и умерен раст. Грчките свадби го спасуваат оризот. Државната изборна комисија ги објави конечните резултати од вториот круг на локалните избори во 29 општини и град Скопје, при што Орце Ѓорѓевски е нов градоначалник на Скопје. За општините Брвеница, Карпош и Шуто Оризари се поднесени 16 приговори и тие ќе се разгледуваат денеска. Дополнително, има и 3 приговори за изборот на Советот во Шуто Оризари, па конечните резултати таму се одложени додека не заврши постапката. Премиерот Христијан Мицкоски го коментираше извештајот на Европската комисија, изјавувајќи дека Македонија е понапред од Албанија на патот кон Европската унија, иако некои еврокомесари тврдат спротивно. Тој рече дека извештајот е генерално добар, без уназадување, но со стагнација во дел од областите. Најави дека по изборите владата ќе се фокусира на реформи во судството, особено во судскиот совет и обвинителството. Вице-премиерот Александар Николовски потпиша договор за подготовка и изградба на меѓуграничниот железнички тунел на коридор 8, нагласувајќи дека проектот е долгогодишен сон кој ќе ја поврзе Македонија со две мориња и ќе ја зголеми економската конкурентност. Тој истакна дека коридорот има и важно безбедносно значење за НАТО, особено во услови на војната во Украина. Средствата за целиот источен дел од коридорот 8 се обезбедени, а градежните фази веќе се одвиваат со планирани рокови за завршување. Инспектори откриле товарно возило во општина Чучер-Сандево кое превезувало кршени ореви и кикирики без ознаки и документација за потекло. Вкупно над 1600 килограми храна се прогласени за небезбедни и ќе бидат уништени. Против возачот е поведена прекршочна постапка и изречена парична казна од 600 евра за пуштање во промет на храна од нерегистриран оператор. Партијата ГЕРБ во Бугарија најави закон со кој специјален администратор ќе ја преземе контролата над рафинеријата Лукойл во Бургас и ќе ја спроведе нејзината продажба, без руската компанија да може да ја блокира одлуката. Иницијативата доаѓа по новите санкции на САД и Велика Британија против руските енергетски компании. Целта е да се осигура непречено снабдување со нафта и функционирање на рафинеријата во согласност со меѓународните санкции. Рафинеријата е стратешка за Бугарија и регионот. Албанскиот премиер Еди Рама изјави за Ал Џезира дека Русија нема да ја нападне ниту Албанија, ниту друга земја од Европа, затоа што НАТО е најсилниот воен сојуз и подготвен за секоја агресија. Тој критикуваше што Европската унија нема јасен мировен план за Украина и повика на активна дипломатија со Русија. Рама додаде дека Албанија не чувствува притисок од Москва и дека во земјата нема симпатии кон Русија. Рускиот дипломат Александар Грушко порача дека Москва ќе ги користи сите расположиви средства за да го заштити Калининград, поради, како што тврди, зголеменото присуство и притисок од НАТО во регионот. Тој обвини дека алијансата го милитаризира Балтикот и дека блокадата на Калининград била веќе симулирана на воени вежби. Како одговор, американскиот генерал Бен Хоџис изјави дека, во случај Русија да нападне членка на НАТО, алијансата би ги уништила руските капацитети во Калининград за неколку часа. Калининград е стратешки важна, силно милитаризирана руска енклава меѓу Полска и Литванија. Во Белем, Бразил, се одржува лидерски самит пред почетокот на КОП-30, каде десетици светски лидери дискутираат мерки за спречување на глобалното затоплување. Домакинот Лула да Силва бара конкретни резултати, иако политичката ситуација во светот е сложена. САД на Трамп нема да испратат висока делегација. Самитот промовира нов фонд за заштита на тропските шуми и подобра меѓународна координација за справување со шумски пожари, како и иницијативи за одржливо гориво и борба против сиромаштијата. Во електраана во јужнокорејскиот град Улсан се урнала голема челична конструкција, при што се стравува дека најмалку 7 работници се заробени. Досега се спасени 2 лица, а спасувачките екипи продолжуваат со потрагата. Инцидентот се случил во подружница на државната компанија East West Power, но причините и состојбата на исчезнатите се уште не се познати.
Вистина е дека инфлацијата годинава се проектира на 3,9%, што е за 0,9% поени повисоко од априлските проекции на Народната банка. Вистина е дека Народната банка објави ревидирани прогнози во кои е предвидено дека економскиот раст ќе изнесува 3,5%. Вистина е дека дефицитот на тековната сметка ќе биде подлабок од минатата година и ќе достигне 4,2% од бруто домашниот производ. Вистина е дека гувернерот Трајко Славески посочи дека инфлацискиот притисок и понатаму најмногу доаѓа од растот на цените на храната и енергенците. Вистина е дека според Славески, просечната инфлација во 2025 година се очекува повторно да биде 3,9%, но со тенденција на постепено опаѓање во следните години. Вистина е дека прогнозите покажуваат дека инфлацијата би се намалила на 2,5% во 2026 година и околу 2% на среден рок. Вистина е дека владините проекции се пооптимистички и предвидуваат инфлација од 2,8% годинава. Вистина е дека гувернерот призна дека растот на платите и пензиите има улога во одржување на инфлаторниот притисок. Вистина е дека економскиот раст во првата половина од годината изнесувал 3,2%. Вистина е дека Народната банка очекува годината да заврши со раст од 3,5%, додека во наредните 2 години економскиот раст би се движел околу 4%. Грчките производители на ориз, кои се трети по извоз во Европа, најдоа начин како добро да ги продадат нестандардните оштетени зрна кои досега ги фрлаа на стоката. Речиси 10% од вкупното производство во Грција се оштетени зрна ориз кои нема речиси никаква пазарна вредност, но сега почнаа да се продаваат како специјални пакувања за свадби, дури и за повисока цена од оризот за јадење. Кој би рекол дека грчката традиција да се фрлаат зрна жито и ориз врз зетот и невестата по излегувањето од венчавка ќе стане бизнис алтернатива вредна милиони евра, не само за заштеда, туку и за добра заработка. Конечни резултати за локалните избори. Мицкоски со реакција за европскиот извештај. Потпишан договорот за тунелот на коридорот 8. Уништена небезбедна храна во Скопје. Бугарија подготвува продажба на Лукойл. Рама, НАТО е подготвен за Русија. Москва предупредува за Калининград. Светските лидери во белем за климатските мерки. Сеурна конструкција во електрана во Јужна Кореја. Народна банка, инфлациски притисоци и умерен раст. Грчките свадби го спасуваат оризот.